благодарам за поканата уште еднаш да бидам присутен на Истнастан, пред точно скоро година дена беше. Тогаш беше многу рано, само што добив улога да бидам вице-премиер. Но сега ми е сликата уште појасна и секако насоките кои што треба да се следат се уште појасни. И навистина ми е мило што вие на независна основа правите една таква споредба. И преска на самата пресконференција новинарите се насмеа кога Никица кажа дека сме најдобри во истражувањето. Веројатно тоа што го кажа и Сашо, дека не сме навикнати да кажеме дека сме најдобри. Но јас секогаш сум кажувал дека во моментот кога ќе кажеш дека си најдобар во споредба со некој, тогаш треба да ги качиш критериумите нагоре и споредбеноста да ја направиме со другите земји кои што се уште пред нас и најверојатно тоа може да биде следен предизвик да видиме како сме во споредба со други земји кои што стојат или предпоставуваме дека стојат подобри, надвор од овие што сме ги оставиле назад и да земеме друг критериум. И ја го прифаќам тој предизвик искрено и како вице-премиер и како влада да влеземе во таков ишекор за да видиме дали можеме да таму работиме нешто. Истражувањето конечен патоказ за мерки и реформи за намалување на бирократскиот товар, можам да кажам дека навистина и нашите наводи и тоа што го гледам во извештајот одвесува. Од практичната работа, секојдневните контакти кои што ги имаме со стопанствениците укажуваат на истите проблеми. Да, ова истражување се ориентира на одредени бирократски процеси, но јас тоа го гледам и во други. Намерно едно од моите искажувања беше во секторот инвестиции, затоа што тој вообичаено инвестиции или државна помош да ја наречам, затоа што тој е најозборуван, привлекува навистина големи буџетски оптеретувања, тоест издатоци годишни, и секогаш бидејќи е озборуван, веројатно таму се појавува прашалникот дали процесот е транспарентен, дали има механизми за отчетност, дали е веродостоен и дали е кредибилен. И јас кажав што таму е направено во одреден сегмент, но ќе кажам што правиме и понатаму. Но тоа што јас сакам да го кажам дека во суштина оваа една година сметам дека навистина работевме на низа на сегменти кои што во јавноста не секогаш доаѓаат, но јас сум среќен затоа што на крај на денот уочувам дека системот станува поефикасен и поефективен. Ефикасен во кратење на времето и луѓето кои што ти се потребни за да ги спроведат одредените работи, поефективни за продуктите кои што ги даваат кон јавност. И трето, дека процесот тоест ковид периодот на сите, можеби за тие што не се дел од јавниот сектор ќе биде за изненадување, дури и во јавниот сектор уочи дека дигитализацијата е спасот од мноштво работи. Јас како кабинет морав да се соочам малтене со сите пакети на економски мерки и со спроведување и свативме дека со сите чинители со кои што зборевме, секојаш едно клучно прашање се појавуваше. Дали има единствен регистар на одредени чинители во општеството и дали процесите се дигитализирани за да брзо може да се спроведат. Бидејќи тоа го нема, требаше се да оди пешки или да започнеме да дигитализираме одредени процеси, а секако дигитализацијата значи намалување на времето кој што секој еден од нас го троши непродуктивно. Но да кажам што се и како се почна. Пред една година на еден ваков отворен диалог кажав дека сметам за да адресираш одредени работи, мораш соодветно да комуницираш и да консултираш чинители. И тогаш
Иако имаше поставена платформа за јавен приватен диалог на кој што владата заедно со стопанските комори треба тоа да го прави, да се координира, комуницира, консултира, да изнаоѓа решение, тоа се правеше на адхок основа. И тогаш се договоривме, при самото мое доаѓање, ја гледам Анита од нас, се договоривме дека мора да има редовни состаноци, еднаш месечно, со фиксен датум, со фиксна агенда која што се надградува и која што ги собира сите чинители, ако сакаш навистина да дефинираш и да елиминираш одредени недостатоци во системот. И требаше едно 4 до 5 месеци да еднаш сватиме зошто сега ова се случува вака на структуриран начин, но веќе почна работи и почна навистина низа на работи. Услушнав Сашо дека го спомна Законот за работни односи затоа што е и дел од истражувањето. Да, вистина, системскиот закон се отвори, година дена го дискутираме. За жал, секоја година имаме избори, па мораме да одлагаме живеењето. Ја кажав, пред да почне оваа сесија, може би треба да се само распуштиме во време на избори, зашто секој ти вика немој да правиш ова, немој ова, зашто ќе влиеш. Законот за работни односи, системскиот закон е веќе исконсултиран. Он беше на ЕНЕР, добиени се сите дополнителни предлози. Има уште дополнителни предлози, например, кои што најверојатно тоа што е клучно во вакви истражување и заклучоци од истражување, а тоа е дека ако сакаш да смениш, треба да се прилагодиш, а прилагодувањето е најтешко. Се уште ни оди тешко во Законот за работни односи, во системскиот закон за работни односи. Например, ќе ви кажам пример на кој што јас како нов во политичката сцена не можам да сватам како работењето од дома се уште е табу во нашето општество. И дека тоа треба да го контролира и условите за работа дома, некој би требал да ги дефинира какви тоа треба да бидат, па до ниво на дали ги исполнува сите стандарди за безбедност и здравје при работа, па светлината дека требала да биде ваква или онаква. Велам, дечки, работата од дома на светско ниво е кој како сака. Ке излезе на парк, ке седне у убаво паркче, ке си отвори компјутер и ке си работи 8 часа без при тоа воопшто никој да му смета. Но, веројатно, прилагодувањето обострано е многу тешко и треба време, но еве и тоа се правиме затоа што сметам дека ова е потребно за да се смени општата перцепција на сите во јавност. А во јавноста учествува без разлика дали си на страната на јавната администрација или од другата, перцепцијата е таа. Второ, конечно, при првите денови реков дека ќе почнеме да работиме на националната развојна стратегија и зошто цело време таа ја повторувам како такав, од низа на причини. Веројатно во последниот период сите ја зборуваме, но ако не знаеш и немаш јасна визија каде се движи државата во наредните 20 години, кои се реформите потребни да се направат за да се стигне таму, веројатно се во ова како што го зборуваме е само краткорочно. Намалувањето на бирократските процедури ќе биде само краткорочен импут, затоа што нема една повисока цел што сакаме да направиме и ќе останат низа на други кои што не се офатени со истражување. И затоа рековме дека да, националната развојна стратегија ја дефинираме. Во овој момент еве за информација утврдена е методологијата, се работеше скоро 9 месеци на методологијата кој што ќе се искористи, целосно инклузивен, ќе го отслика, да кажем, меѓугенерацијскиот, родовиот, меѓуетнички, меѓупартиски и секако долгорочен консензус за приоритетите на државата. Навистина ни требаше 9 месеци да стигнеме до одреден консензус, дали воопшто треба национална развојна стратегија. Сега, како викаат англичаните, we have on board everyone. И чекаме да поминат изборите за да почнеме практично за да работиме сите до еден. Без разлика дали се тоа јавен сектор, приватен сектор, дали е граѓанскиот сектор, дали се опозиција, позиција, дали се млади, стари, жени, мажи,
сите кои што си сакаат да помогнат и стратегијата во суштина ќе има два клучни момента кои што сметам дека се различни од претходниот период, затоа што во далечната 95-та имало една долгорочна стратегија за развој, кој што најверојатно понатаму останало некаде и гледаме дека никој не се ни повикува на таа долгорочна стратегија за развој и да каже дали нешто сме постигнале. И сега, за да не оставиме, овој процес има два елементи. Првото е агендата 2030, која што е 10 годишен акцијски план, кој што ќе има јасни индикатори што треба да се постигне во 10 години како држава, а понатаму на пониско ниво ќе си бидат програмите и стратегиите 4-годишни кои што би требало уште подетално да мерат во различните области, и второ ќе има 20-годишни индикатори, показатели и правци за движење на државата. Конечно сметам дека со овој процес ќе влеземе во така нареченото on-rolling strategic planning, кој што значи дека секои 10 години ќе влегуваме во нов циклус на 20-годишно планирање и нови дефинирање на 10 години индикатори за нашата држава, за да знаеме кај се движиме, дали се јасни правците на движење. И секако не поистоветување дека тоа се однесува само на економски развој, туку на целокупен развој на општеството. Затоа што на крај да го мериме преку економски развој и добро состојба, но таа мора другите сектори да помогнат за да тоа се постигне. За стопанството сметам дека тоа е итекако битно, затоа што одредува и дава јасни насоки за предвидливоста, но да не биде дека сега зборуваме само за големи стратегии. На оперативно ниво работиме на подобрување на ефикасноста и ефективноста на јавната и државната администрација. Знаете, имаме усвоен како влада план за борба против корупција, во кој што преку проектот проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам, произлегува 40 различни препораки и 120 активности кои што се спроведуваат. Една од клучните препораки таму е, освен препораката за создавање на квалитетна, добро едуцирана, обучена, ефикасна јавна администрација, е дигитализирање на процесите. И овде, пред непол месец дена, го објавивме електронскиот систем за онлайн поднесување и следење на пријавите во сите процеси во државата, во кој што на анонимен начин ќе може да се пријават, дали се тоа граѓани, дали се тоа компании, да пријават каде нивните предмети и се заглавени. Без при тоа да кажат зошто се заглавени, туку нас ни е доволно да знаеме број на предмет, да знаеме период на поднесување и понатаму тим специјален се грижи зошто предметот 9 месеци нема разврска како таков. Ова не е за да веднаш ги казниме административците, но мораме да сватиме дека системот мора да се поедностави и да биде поефикасен. На крај на денот, јас секогаш велам, ние сме таму за да служиме на граѓаните и за да служиме на стопанството. Во планот за борба против корупција, исто така, реков е дигитализацијата, и овде би сакал да напоменам една голема операција која што ја воведуваме, а е поврзана со државната помош. Некој сака да го поистоветува тоа со единствен регистар на државна помош. Тоа не е единствен регистар на државна помош, туку е целосна дигитализација на сите процеси кои што задираат во сегментот на државна помош. Не знам дали ја имате информацијата дека во овој момент има 11 процеси, тоа е 11 институции кои што оперираат со механизмот на државна помош. Дали се тоа индивидуалци, дали се физички лица, дали се земјоделци, дали се стопанственици, 11 различни процеси. Во овој момент со Светска банка работиме на воспоставување на така наречениот MIS, Management Information System, за
за State Aid и дополнително воспоставуваме за прв пат во Југоисточна Европа така наречениот дигитален асистент. Дигитален асистент ќе биде алатка кој што со вештачка интелигенција, со помош на вештачката интелигенција ќе ги дава изворно информациите поврзани со државна помош во нашата земја. Значи не мора да му се јавите на Фатмир да ви збори албански или на Владко да ти збори македонски или на Стефан да ти збори на англиски. Туку ќе се јавиш на едно место и он ќе ти одговори на 3 јазици изворно како што се е во законот, што е тоа што може да добиеш и ќе те води низ процесот, се додека не треба физички да дојдеш. Но, тоа што го слушнавме од Саша, дека секојаш треба да се елиминираат физичките моменти затоа што луѓето немаат време, затоа ги дигитализираме процесите да и тој сегмент во суштина го направат на дигитален начин. Секако ова не е направено за да се елиминира можноста за непосреден контакт со одлучувачите, но директно има за цел неколку работи. Прво е дефинирање на потранспарентен начин на процесите, второ на еднаков пристап кон информациите, трето на целосно отварање и креирање на кредибилен систем и елиминирање на коруптивни моменти во процесот на давање на државна помош. И ова би требало да заврши со единствен регистар на државна помош кој што Комисијата за заштита на конкурентност ќе го употребува за да кажува дали се ова е според законската легислатива и дали има преклопување на државна помош и надминување на границите за давање на државна помош или станува незаконито. Во овој момент искрено тоа не е возможно да го знаеме. Знам дека некој на стопанствениците подобро да не им укажеш како е, но од двете страни треба да сме јасни дека ние мораме да го штитиме интересот на граѓаните. Интересот на граѓаните се штити со тоа што ќе воспоставиме систем да нивните средства, даночни средства се користат на ефикасен и ефективен начин. И за да не должам повеќе, навистина сметам дека денешниот настан, како и тој лани, и се надевам следната година пак ќе се видиме, но во меѓувреме да сите заклучоци од ова истражување работиме да ги направиме оперативни. Јас, не само јас, туку целата влада останува отворено да ги дискутираме и јас би бил среќен веќе на следната платформа за јавен приватен диалог да одредени заклучоци ги ставиме во агендата заедно со коморите и со другите институции, за да не испадне дека само со коморите комуницираме, таму се сите представници на институциите, на министерско ниво, некојаш и на пониско ниво, ако треба оперативно, да ги ставиме во агендата, за да можеме да дефинираме што ќе правиме до следната година, за да следната година, ако се споредуваме со подобро рангирани земји, бидеме пак подобри. Благодарам.